Почитувани ученици, добре дојдовте во денешната училница. Предметот општество ќе се запознаеме со наставната содржина крстосница, светлосни сообраќајни знаци и сообраќајен полицаец. Јас сум Дана Шишковска, оделенски наставник во трето оделение во Основното училиште Ман Шапкарев во Скопје. За денешниот час ќе се запознаеме со тоа што е крстосница, кој ги регулира крстосниците, како безбедно пишеме на крстосница. Крстосницата е место каде што се крстуваат две улици, повеќе улици или патишта. Крстосницата може да биде обележана и необележана. Необележаната крстосница има знаци, семафори и сообраќајни знаци. Семафорите знаеме уште како и светлечка или светлосна сигнализација, а сообраќајните знаци може да бидат хоризонтални и вертикални. Хоризонтални се најчесто пешачкиот премин, пешачкиот остров и други. Вертикални имаме првенство на минување, стоп и така натаму. На необележаната крстосница нема знаци. Единствено може да има пешачки премин. Најчесто на крстосниците за регулирање на сообраќајот има светлосен сообраќајен знак. Тоа е семафорот. На семафорот за возачи има три бои: црвена, жолта и зелена. Црвената значи застани, жолтата подготви се, зелената тргни или вози. Учесници во сообраќајот се и пешаците. Пешаците крстосницата ја поминуваат на пешачки премини. Семафорот за пешаци има две бои: црвена и зелена. Црвената вели застани, зелената тргни или оди, движи се. Местото каде што пешаците чекаат да ја поминат улицата на крстосницата се вика пешачки остров. Учесници во сообраќајот се и велосипедистите со своите велосипеди. Тие најчесто онаму каде што има се пише велосипедска патека. За нив на крстосниците има семафор. Да видиме и за крстосница во која се крстува железничка пруга или улица или пат. Оваа крстосница ја регулира светлосен сообраќајен знак со две светла, кој пред да помине возот свети црвено на двете наизменично, а потоа се пушта рампата. Тоа трае се додека не помине возот. Кога ќе помине возот, двете светла се гасат, а потоа се крева рампата и возилата можат да поминат. Сообраќајот на крстосницата може да го регулира и сообраќајен полицаец. Тој со помош на рацете и свирчето им дава знаци на возачите кој кога може да вози. Сообраќајниот полицаец дава знаци со рацете со свирчето. Кренатата рака значи да се застане. Стружената рака покажува дозволениот правец на движење. Да запомниме, сообраќајниот полицаец користи сообраќајниот знак стоп и звучниот сигнал свирча. Учесници во сообраќајот се и пешаците и возачите. Кога поминуваме улица на крстосница на која има семафор, го следиме, го почитуваме семафорот. Но онаму каде што нема семафор и не е крстосница, прво треба да застанеме, да гледаме лево, а потоа десно, а потоа ја поминуваме улицата.
Еве една задача. Во тетрадката по општество или на лист од блок нацртете обележана и необележана крстосница. На необележаната крстосница сообраќајот нека го регулира сообраќајен полицаец. До среќа!